Со цел да се едуцираат поквалитетно во сферата на просторното и урбанистичкото планирање, членовите на Советот на општина Кочани денеска проследија обука од стручно лице кој ги запозна со основните содржини на оваа значајна тема. Предавачот Марија Салтирова Јовановска, советник за урбанизам во општината, пред советниците ги презентираше просторно-урбанистичките решенија во рамките на градот и општината, како примери кои може да им бидат од корис и да им ги надополнат знаењата. Градоначалникот Никол Чојлиев, кој учествуваше на обуката, пред советниците изнесе дел од активностите во оваа сфера, укажувајќи на соодветни примери како планираните кукички за жителите на старата касарна, дислокација на градскиот пазар, деталниот план на централното градско подрачје од Трговскиот кон гимназијата и други. Од жителите на Тројаново дрво, каде што во близина на таа локација имаме одредена реакција, и тоа на жители кои се оддалечени можеби 2 км од локацијата каде што треба да бидат сместени. Ние сме во фазата, значи, сега на изработка на изведен проект. Значи, многу длабоко за да го решиме тој проблем. Пазарот според генералниот план е предвиден на местото на долу од Грдовци, кој доаѓате, значи, од тој период, од левата страна, и место каде што навистина за таква реализација на целиот тај детален план ќе биде потребно многу време, а ние ни такво време во моментот да чекаме, навистина го немаме. И сметам дека треба час побрзо да го решиме овој проблем, и затоа на колегиум постигнавме согласност дека во овој момент идеално место е слободниот простор каде што се одржува најгорот во Кочани, централното градско подрачје, продолжувајќи од сегашниот трговски центар, да го продолжиме до улицата Стелото до Сиевски. Да имаме на пешачка зона, почнувајќи од Зегин, аптеката, да завршиме до спортската сала. Значи, помеѓу двете згради кои сега, едната се гради, едната е направена, ќе имаме пешачка патека, дали ќе бидат тоа подземни сообраќајници или не знам, крстување, тука дилемите уште се движат, значи да имаме неколку згради во вид на кули и другото да биде целото пешачка зона, како што држи фонтаната, значи до спортската сала. Просторното и урбанистичкото планирање имаат стратешка улога во дефинирањето на функционирањето на градот со цел да се добие модерна градска средина со визионерски решенија кои ќе бидат погодни и за идните генерации.